Благодарам, председателя. Почитувани пратеници и пратенички, почитувани медиуми, почитувана явност. Денот по утрото се познава, а ова утро ни носи донесување на еден закон, на еден шверцерски начин, системски закон кој што уредува значајни прашања за работата на органите на државната управа, закон за кој што неслучајно е предвидено да биде донесен со двотретинско мнозинство и закон за кој што нема дебата, нема консултација на експертска и стручна јавност, нема консултација на граѓански организации, нема консултација на социјални партнери. Иако во изборната платформа на ВМРО-ДПМНЕ 1198 се обврзуваат за целосна имплементација на деловникот за работа на собранието и дека редовната постапка на донесувањето на законите ќе биде правило, а скратената идна постапка исклучок. Исклучок може да биде за закони кои што не се обемни, за закони кои што не тангираат така исклучително значајно прашање. Исто така, денес имавме две комисии на кои што немаше присуство ниту на стручна јавност, ниту на експерти, ниту пак на граѓански организации. А едно од ветувањата во платформата 1198 е всушност дека во целост ќе се почитува деловничката обврска за задолжително вклучување на експертската и стручната јавност, како и на граѓанските организации во работата на комисиите во собранието. Не видовме стручна јавност, видовме само пратеници кои што дофрлуваа од местото, а молчаа за дискусија по прашањето за донесувањето на предлог законот, затоа што или не им беше дозволено да зборуваат, или не знаат како да ја оправдат причината за скратена постапка на законот. Она што законот го содржи, а за кое што исто така ги излажавте граѓаните во вашата платформа, е намалувањето на администрацијата, намалувањето на министерствата и наместо од сегашните 16 министерства, вие предлагате 20 министерства. Повторно лага, повторно граѓаните излажени. И сето тоа се нови можности за задоволување на коалиционните партнери, сите за да бидат задоволни, за да имаат доволно ресори. И она за кое што сакам да зборувам, тоа е Министерството за труд и социјална политика, кое што се распарчува и кое што се дели на Министерство за социјална политика, демографија и млади, а исклучително важната област оди во Министерството за економија, кое станува Министерство за економија и труд. Кохерентноста на политиките од областа на трудовото право и социјалната заштита е исклучително важно ако сакаме да имаме добри политики за граѓаните. И токму ова разделување на трудовите политики и на политиките од социјалната заштита нема да донесат ништо добро за граѓаните. И верувам дека ниту препораките на Меѓународната организација на трудот не сакате да ги слушнете, кои што препорачуваат и укажуваат на необходноста на еден интегративен пристап кога се станува збор за социјалната заштита и трудовите политики, затоа што исклучително е важно и за социјалната правда и за правата на работниците на едно место да се носат овие политики. И во делот на новите министерства повторно се задоволуваат апетитите на коалиционните партнери и затоа имаме 20 нови министерства. И кога веќе зборувате за намалување на непродуктивните трошоци, добро ќе беше наместо 31 член да предложевте 32 члена во измените на законот и да ги укиневте замениците директори, кои што впрочем можноста за укинување на
ова место на заменик директори, се извинувам, на заменици директори, е дел исто така од вашата платформа. И она сосема на крајот од инспекцијските служби правите ја губат нивната независност, а да работат под диктат на директорите. И што добиваат граѓаните од ваквите измени на овој закон, кој што ниту ќе ја подобри државната управа, добиваат повеќе министерства за задоволување на коалиционните апетити, хаос во системот, нефункционалност, министри кои што ќе диктираат инспекцијски надзори, преклопување на надлежности, зголемување на непродуктивни трошоци, зголемување на вработувањето во државната администрација, партизација на државната управа. Добиваат 1198 лаги и манипулации, а секако на крајот од денот ќе добијат и бесплатно млеко и кекси. Ви благодарам.